Владата им ги скрати, сами не си ги кратат. Едно одлучуваат Ковачевски и колегите, друго членовите на управните надзорни одбори поставени од власта. Пред една година на владината седница на 30 јули 2021 донесена е одлука за кратење на финансиските средства за членовите, председателите и потпредседателите на овие тела. Сепак, како ја отвориме алатката отворени финансии, можеме да видиме дека оваа одлука не важела за сите. Таков е примерот со шефот на управниот одбор на Фондот за здравство Дејан Николовски. Тој наместо 12.000 кои треба да ги добија, си добивал 100 евра повеќе. Последната уплата од 18.000 денари е на 27 јули годинава. Утврдувањето на висината на надоместоците да биде во износ не повеќе од 12.000 денари за председател, 11.000 денари за потпредседател и заменик председател, 10.000 денари за членови. Очигледно некои не ја виделе или не сакале да ја видат оваа одлука на владата, па се носеле по онаа претходната донесена на 20 април 2021, каде се зголемуваат месечните надоместоци за овие луѓе поради зголемувањето на минималната и просечната плата. Освен председателот кој секој месец зема по 18.000, неговиот заменик зема 17, а обичните членови по 15.000 денари. Инаку Николовски, кој барем според алатката отворени финансии не постапува по оваа владина одлука, според нашите информации е вработен во Министерството за финансии, институција која се подготвува за промена во даночниот систем со цел поголем прилив на финансии од граѓаните поради економската криза во која се наоѓа државава.